Почитувани гледачи, вие сте со саботното издание на регионалните вести, а во нив ќе гледате. Во недостиг на паркинг места, општина Тетово најавува зголемување на бројот. Православните христијани ја празнуваат Лазарева сабота. Традицијата за пеење песни Лазарица ја продолжуваат триото Шербет. Интересот за планинарење на високо ниво. Планинарските клубови со низа активности и планинарски тури во следниот период. Во недостиг на паркинг места во Тетово, општината со најави за зголемување на нивниот број и регулирање на веќе постоечки во неколку населби. Денес предпријатието Градски паркинг одбележи места на улиците наменети за возила за лица со посебни потреби. Над 45.000 регистрирани возила со тетовски таблици, а само 420 места за зонско паркирање и околу 280 места во затворени паркиралишта. Сообраќајниот хаос во Тетово се зголемува и со доаѓањето на печалбарите за празниците и во летните месеци. Треба да има повеќе. Повеќе бидејќи има многу коли. Да има некој простор за паркинг. Друго, уште подобро ќе биде. Катни гаражи да речеме да се направат за да се соберат сите што се вика уопте што се возилава. Од предпријатието Градски паркинг велат дека за изградба на катни гаражи треба да се изработи физибилити студија, но најавуваат регулирање на веќе постоечки паркинг места. Ставале железа, значи во 21 век во град Тетово, сред центар, железа оковани, значи сега ние ќе ги регулираме истите, ќе ги направиме како што треба според законот, според тоа ќе бидат обележани видно, за да може граѓаните сите околу тие згради, колку што има паркинг места, да си обезбедат за себе паркинг места, а башка да заличи мало и градот како што треба. Градоначалникот Билјалка Сами бара поблиска соработка со полицијата, особено во делот на градот каде нема зонско паркирање. Па во главном во делот каде што ние немаме паркинг места и каде што немаме ингеренции да интервенираме. Значи таму целата ингеренција е на сообраќајната полиција, каде што по повик на граѓаните може да подигне возила. Значи во тој дел во главном проблемот е на главната улица, значи од Штуловиот универзитет до судот, која, како што знаеме, немаме ние ингеренции, немаме надлежности, али таа улица на почеток беше донекаде ослободена, но пак гледаме дека таму има се паркираат возилата и не е слободна за проток на возила. За прв пат по 8 години денес беа обележани 13 паркинг места наменети за возилата со кои се превезуваат лица со посебни потреби. Според законските норми е 2% од местата кои што ЈП Градски паркинг Тетово ги има. ЈП Градски паркинг Тетово има 420, значи места паркинг низ улиците низ градот на зоната А и зоната Б. Така да според тоа следуваат 8 места. Меѓутоа, за да им излеземе во сусрет на инвалидните лица, ние направивме 13 места, за да можат да се паркираат и од другите општини што гравитираат, односно приближните села, градови и така натаму. Тетовското трио Шербет ја почитува и применува традицијата во Тетово за добро познатото пеење песни Лазарице, кое се одвива ноќта петокот кон Лазарева сабота. Верни на традицијата, служејќи се со една гитара и своите гласови, тетовското трио Шербет и оваа година не пропушти да ги почитува обичаите карактеристични за овој регион. Трите девојки во раните утрински часови пееја песни, наречени уште Лазарице, во чест на денешниот празник Лазарева сабота.
Традиција е во Тетово, вечерта петокот кон сабота, да се пеат песни и да се оди во неколку куќи, а тоа обично го прават младите лица од градот. Инаку има посебен текст за различни домаќини каде што одат младите да пеат и тој соодветно се менува. За овој адет, што мислим дека е единствено у Тетово, ако не се лажам, не сум баш сигурна, но мислим дека е единствено у Тетово, со пеење на лазарице и серенади од куќа у куќа, најпрво имам слушнато од баба ми. И нејзината генерација и генерациите пред неја го спроведуеле овој адет на овој празник. Ние како трио Шербет, еве више 6 години од нашето постоење годинава, цело време се трудимо да овие вредности и традиции ги одржиме у континуитет. А сведок на тоа е и тоа што еве, например, минатата година и покрај политичкиот час, мерките, пандемијата и све тоа, успеавме да ја одржиме оваа уникатна тетовска традиција. Зависи у која куќа идеш и нели кој живи у таја куќа, има различен текст и овие текстови на овие песни ги имамо научено, па ја ги имам, ми се чини дека преку мојата баба научено. Ние прво се собираме, нели имамо збирно место, се собираме и негде околу 3 саат така почнуваме да ги посетуваме куќеве. Сега и нас е интересно што, например, е исто како со мој термин се закажува на Facebook и особено што ни е драго, што би сакала исто да окажеме, дека стварно луѓе, не знам дали ради нели овој период што беше пред нас со пандемијата или што е работата, со особено задоволство на секоја врата смо пречекани. Лазарева сабота се одбележува на последниот викенд пред големиот празник Великден. Православните христијани денес ја празнуваат Лазарева сабота. Во црквата Свети Кирил и Методи во Тетово се одржа света божествена литургија. Со света божествена литургија во црквата Свети Кирил и Методи во Тетово утрово се одбележа денешниот празник Лазарева сабота. Верниците запалија свети за здравје, а голем дел од нив ја примија и светата причест. Отец Александар од Тетовското архиерейско наместништво го објасни значењето на денешниот празник. Денес е Лазарева сабота, ден после завршувањето на 40-ницата, бидејќи 40-дневниот пост го завршивме вчера. И затоа вчера на литургијата на претходно осветени дарови пеевме откако ја завршивме душе полезната 40-ница. Сега овие два дена се денови празнични, денес ден на Лазаревото воскресение, а утре ден на влегувањето на Господ Исус Христос во Ерусалим да пострада. Во денешниот ден, одејќи на пат кон Ерусалим, всушност Господ разбрал дека неговиот пријател во Витанија Лазар е болен, кого што Господ го љубел, и отишол, меѓутоа додека он дошол, разбрал неколку дена порано дека е болен, меѓутоа додека он дошол во местото, Лазар се упокоил. И тој на учениците им вели: одам да го разбудам пријателот мој Лазар, затоа што заспа. И учениците негови, мислејќи дека се работи за сон, па му велат: Господи, па ако заспал, тој ќе се разбуди. И тогаш Христос отворено им кажува: Лазар умре, споредувајќи ја смртта со сон, со неговото доаѓање во светот. И така тој доаѓа до сестрите Марта и Марија на Лазар, тие го однесуваат до гробот, каде што тој се моли на Отецот и просолзува. Просолзувањето Христово е многу важен момент, бидејќи тоа ја покажува човечката природа негова, а воскресението на Лазара ја покажува божествената природа негова. Тој просолзил за Лазара и просолзил за целиот род човечки заради смртта, бидејќи смртта навлегла во човековата природа после Адамовиот гревопат. И тој
прими човечка природа за да ја исцели. И ја исцели смртта, ја исцели на тој начин што самиот се распна, воскресна и во денот кога повторно ќе дојде во слава, сите упокоени ќе воскреснат во тела кои повеќе нема да се распаѓа, но и душите до воскресението на телата живеат во радоста Господна, во покојот Господен живеат. Така, Христос всушност со смртта ја погази, не ослободи, а не случајно воскресението пак на Лазара се случува неколку дена пред неговото воскресение за сите да ги увери во можноста на своето и на сеопштото воскресение. А воскресението е можно и тоа ни го покажува целата природа. Сееме мали зрнци на пченица и зртува прекрасен глас. Гледаме како, вели Свети Кирил Ерусалимски, во есен и во зима целата природа умира, а напролет целата се буди. Сите тие се мали воскресенија во самата природа, кои ни индицираат и ни го покажуваат реалниот факт на воскресението. Некои велат како ќе воскреснат тие што се изедени од зверови. Некои велат како ќе воскреснат тие што се удавиле во море. Господ за секого од нас, Он не познава и душата ги познава и најситните разградени елементи за да ги повика. Господ во својот ум творечки го има и нашиот ДНК запис, кој што е оригинален за секој човек. И така, на тоа што не е возможно за човекот, возможно е за Бога, и тоа денес ни го покажува воскресението на Лазара, кој после 4 дена излегол жив од гробот, без да се распадне. Ете, тоа е содржината на денешниот празник. И уште едната важна поента, која што и порано е спомнавме, е тоа што Христос ги сакаше Марта, Марија и Лазар. Христос ги сакаше како што го сака секој човек од нас, но тие имаа личносен однос кон Него, беа отворени за да го примат Бога. Бидејќи беа отворени, бидејќи го љубеа Бога, затоа се потенцира дека Христос ги љубеше нив, тој не љуби сите нас. А колку ние ќе бидеме отворени за Неговата благодат, толку ќе добиеме и толку ќе видиме од Неговата благодат и слава. Затоа е целиот подвиг во црквата, за човекот исчистувајќи се од страстите, всушност се лекува и станува подобен да ја прими љубовта Божја, како што ја примија Марта, Марија и Лазар. Нека овој денешен празник ни ја наговестува радоста на славното и воскресение Христово. Амин. Утре православните христијани го слават празникот Светници, денот кога Исус Христос влегол во Ерусалим. По ограничувањето со кое се соочивме за време на тешките моменти од почетокот на пандемијата, интересот за планинарење е на високо ниво. Планинарските клубови со низа активности и планинарски тури во следниот период. По тешкиот пандемиски период, луѓето се жедни за престој во природа и дружење. Интересот за планинарење е на високо ниво, а планинарските клубови во Тетово нудат низа активности за сите љубители на планината и планинарските тури. Јован Божиновски од Планинарскиот клуб Љуботен информира за интересните активности кои престојат. Планинарскиот клуб Љуботен го својот календар кој што на годишно ниво го реализира, веќе завлагаме во оној период на мај кога малку поактивно треба да се движиме на планина, иако зимските тури убаво ги поминавме. Сега најзначајен настан е 40-то јубилејно искачување на Титоврв, тоа е последниот викенд на мај, 28-29 мај. Тоа е случување кое што сме во тек на организација. Се надеваме дека овој дел од изминати 2 години кој што беше со пандемијава ќе помине и ќе имаме повеќе гости, сите гости кои што доаѓале од балканските земји ќе дојдат на Попова шапка и на ново искачување. Јубилејно е, 40 поред, и тоа е она што ни е главен чекор. Сега секако дека по календарот имаме и останати активности кои што се
не само движење на шара, туку и гостување со други планинарски друштва, а и одење на други планини вон Македонија. Божиновски истакнува и како пандемијата влијаела врз интересот на луѓето за планинарење. Интересно е што од една страна пандемијата направи нешто што како еден чекор плюс за луѓето кои што сакаа да се движат, нели, можеби ги затворија границите и луѓето почна да ја истражуваат Македонија внатре, така да и планинарењето, односно во број на членство, во потреба на луѓето да бидат на планина, еве ние нели располагаме со планинарскиот дом Љуботен, гледаме дека многу домашни туристи се повеќе и повеќе сакаат да дојдат и да престојуваат на планина, што е доста позитивно и секако дека им посакувам на сите кои што не биле да се движат на планина, од една страна, од друга страна па да не се движат сепак сами, туку да бидат дел од организирана екипа, нели планинарски друштва. Во секој град има планинарски друштва, ние имаме 4 планинарски друштва во Тетово, така да секој може да биде член било каде и да се движи заедно организирано со сите останати. Планинарскиот клуб Љуботен од Тетово постои од далечната 1925 година. Се работи за еден од најактивните планинарски клубови во земјава, со голем број на членови и богат распоред со планинарски тури во и надвор од земјава. Министерот за здравство Беким Сали во интервју на ТВ21 зборувајќи за процесот на вакцинација во државата, при што истакна дека неодамнешната кампања со мобилните екипи била позитивна, но незадоволителна. Знаете дека последна активност ни беше мобилните екипи кои што се движеа во 14 локации. Се до тој момент имавме околу 1500 до 2000 ново вакцинирани неделно. Со таа кампања достигнавме до бројка од 3500 неделно. Сметам дека кампањата си ја заврши својата работа, имаше позитивен одзив, незадоволителен, меѓутоа имаше позитивен одзив од граѓаните. За жал, значи ние како држава сме снабдени врз основа на нашите проекции за таа бројка од 70% вакциниране, кој што ни беше цел за заштита на Да, во моментот таа бројка е под 50, негде над 46. 46% сме официјално вакцинирани. Знаете, серолошката анализа која што ја направивме, испадна дека нашите граѓани се над 75% имунизирани по природен пат, со прележување, што ни дава некој комфорт дека можеме да сметаме за имунизирана нација. Промена на временските услови односно заладување се очекува од викендов и на почетокот на следната недела, информираат од Управата за хидрометеоролошки работи. Се најавуваат и локални врнежи од дош, а снег на повисоките места. Утрата се уште свежо и во Полошкиот регион, така ќе остане и во следните денови. Веќе утре ќе имаме зголемување на облачноста, во Полошкиот регион на северозападот со повремени врнежи од дожд. Температурите утринските нема многу да се спуштат, до 7 степени во Тетово, а до 20 најмногу преку денот. Ќе започне да дува и северен ветер од утре во вечерните часови и овој ветер ќе донесе значително снижување на температурите и поинтензивни врнежи од дожд. Врнежите на северозападот ќе бидат од умерен карактер, повремено ќе засилуваат, а на северозападот најпрвин во ноќта од недела кон понеделник ќе имаме услови за појава на снег и освен на планините, понекаде и на повисоките места околу Полошката рамнина, а потоа и во ноќта од понеделник кон вторник ново застудување и тогаш повторно шансите за појава на краткотраен снег во делови од Полошкиот регион ќе се појават. Температурите по ова значително спуштање на дневната температура најпрвин за 10 степени во недела ќе бидат спуштени насекаде и наутро. Па така ќе биде се постудено во следните денови, на почетокот на неделата, особено од вторник, веќе 0 или -1-2 степени во Полошко,
а дневните температури најмногу до 10 или 11 степени. Почитувани гледачи, тука е крајот на ова издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Имајте пријатен викенд.